повторно во уште една епизода од Политикрон, во кој што се дружиме со политиката, со мислителите, со теориите, историски актуелни и со сето она што во овој конкретен историски момент само го потврдува она што низ историјата разни мислители, мудреци, писатели, но и конкретни дејци, водачи на организации, на држави, во војна и во мир, го потврдиле по безброј пати. Овој пат би можеле малку да се навратиме на еден феномен кој што во последниве неколку децении е се присутен, иако многу малку луѓе е препознат како политички, многу повеќе се препознава како еден сопатник на политичкото, како некоја врста на добронамерни експертски тимови кои што се тука само да ни помогнат да го решиме некој проблем или да ни дадат некој совет, една врста на политички доктори би можеле да ги наречеме, кои што се повеќе и повеќе стануваат една врста на мети хегемони, кои што го окупира нашето општество и кои што се присутни во сите, буквално во сите сфери на јавното постоење и на јавниот живот. Се работи за невладините организации, кои што ние ги препознаваме пред се како една врста на финансиери на секакви активности, каде што е добро да се закачиме за тој воз, да влеземе во таа шема. Веќе имаме децении каде што луѓе, цели фамилии си го вадат лебот на тој начин, ако е тоа воопшто вадење на леб. Добро го знаеме оној благослов во Библијата, во потта своја ќе го печалиш лебот. Ова е нешто апсолутно спротивно. Паразитизам кој што тешко би можел да најде некој свој пандан низ историјата. Но она што е најстрашно овде е дека нам ни недостасува една диагноза на невладиниот сектор, нешто што би ни дало барем минимум основа за што се работи. Кога сме болни, прво што ни е потребна диагноза, за потоа да имаме една успешна терапија во борба против болест. Овде за жал, иако веќе неколку децении се соочуваме например со најпознатата со фондација за отворено општество, ние едва и да имаме некоја диагноза за како феномен овде се работи. Во раните 90-ти неколку луѓе, интелектуалци од Источна Европа, кои што својот живот го минале во големите западни универзитетски центри, од тип на Лондон, тип на универзитетите на Айви Лига во Северна Америка, ќе ги предупредат источноевропските народи, како за Џорџ Сорос, како познат финансиски манипулатор, човек со идеи апсолутно непознати на исток на Европа, но од друга страна и за отвореното општество и за самиот концепт на невладин сектор, нешто што многу малку ќе биде познато во еднопартиските системи на Источна Европа. И тешко во тоа време да ќе има повеќе од некој промил на луѓе кои колку толку имале некој светско искуство и кои што ќе можат да го препознаат овој невладин феномен, кој што во наредните десетина години, таму меѓу 91 и раните 2000-ти, едноставно ќе го окупира општеството, ќе ги претвори конкретните политички играчи, например политичките партии, во една врста на вазали на невладиното општество. За што сушност овде се работи? Се работи за една врста на авангардно организирање, нешто што би можел да го споредам, например, еве, со оружјата, кои што сега се актуелни поради судирите во Украина, например, на Блискиот Исток, и каде што често пати слушаме ова авион од нова генерација, или, например, имаат, не знам, тенкови авиони, кои што се барем една генерација и пол пред нивниот противник. Нешто слично може да се каже овде и за овој тип на организација. Се работи за супериорен тип на политичка организација, никако за некој експертски тим на посматрачи, на политички доктори, кои што ни нудат лек против некоја колективна болест, туку тие се исто така политички организации како и партиите, како сите други актери на политичката сцена, но кои што се токму тоа генерација и пол, 2 генерации напред во однос на класичната партиска организација. За да го сватиме овој феномен, ние мора да се вратиме накратко на корените на политичката социологија, на во минатите епизоди веќе споменатиот доајен на политичката социологија Макс Вебер, тој политички авторитет го дели на 3 главни категории. Традиционален, тој е оној кој што проистекнува од некои традиционални норми, кои што не се доведуваат никогаш во прашање. Например, божанскиот авторитет на кралевите, да е присутен во Саудиска Арабија, или
например авторитетот на папата, авторитетот на црковните лидери, например, на конкретните верски организации. Се помалку денес присутен, затоа што се помалку има такви организации, било да се работи за традиционални монархи, за некои трибални организации, за верски организации со силна политичка државна улога. Потоа тоа е оној харизматичен модел, кој што се јавува со опаѓањето на традиционалниот модел на авторитетот, кој што резултира токму со оној внатрешен порив на водачот, добар беседник, добар водач, организатор, човек кој што околу себе собира една харизматична средина, околина, дружба на верни следбеници. Често пати имаме сведоштва за такви луѓе од тип на Гарибалди, на Бакунин, како тие околу нив просто се занесени од сјајот на неговата личност и подготвени се да умрат за него. Конкретно за него, настрана концептот, идејата, но самиот човек како да ја свиткува волјата на тие околу него и создава сосем нови луѓе, нешто како слично са сините во средниот век кои што биле подготвени да умрат за старецот од пештерата, како што тоа ни го пишува Марко Поло, таму некаде меѓу Иран и Курдистан. Така овде имаме некои современи сега асасини, кои што се подготвени да умрат за својот водач. Такви примери има уште од времето на Линколн, кој што е еден од првите така харизматични водачи, кога се надминува онаа тесна елитистичка политика која што ќе постои, например, со Џорџ Вашингтон, ќе постои со Джеферсон, ќе постои со кралевите, со династиите, Стюарти, Хановери, Бурбони, Хабсбурзи, и наместо нив ќе се јават разни харизматични водачи, Волтери, Русоа, Гарибалди веќе спомнавне, ќе се јават ето и овде комитите, партизаните, луѓе кои што ќе станат легенди. И токму тој револуционерен модел на харизматичен водач е еден од најчестите, каде што токму со бунт, со револуција, со предизвик на нормите и со создавање на сосем нов свет, од очај од нова надеж, тој револуционерен водач, бунтовник станува еден нов водач и создава ново општество, нов авторитет. На овој начин се создадени цела низа на политички организации, барем во Источна Европа, во тој долг, јас би го нарекол 20 век, кој што почнува уште таму некаде со тие бунтовни движења во доцнот 19 век, за да проложи скоро до денес. За жал, војната во Украина е токму еден од тие докази каде што од една страна имаме такви следбеници на харизматичниот водач на украинските националисти, колаборатори со Третиот рајх на Бандера, а од друга страна имаме луѓе кои што се последователи на рускиот државен модел, но сепак повеќе во онаа советска империјална форма, значи на Сталин, на сите оние борци од тип на Морозов, например, на Зоја, нивниот раци, нивниот Страшо Пинџур, Стив Наумов, преведено на македонски. Тоа е тој харизматичен модел кој што и денес има одблесоци во оваа војна. Например, интересно е дека самата војна почна на тој начин што украинските националисти ги тргаа спомениците на Сталин и Ленин, кои што ги бранеа не толку некои марксисти, колку разни врсти на советски и руски или русоговорни патриоти, кои што беа и натаму живеа со тој спомен на големата советска империја и на големата мисија на рускиот народ во историјата. И од друга страна има едно истражување современо социолошко кое што ги мапира спомениците на Бандера. Интересно е дека никнуваат токму на местата на спомениците на Ленин и Сталин, на хероите на големата татковинска војна, и имаат исто таков архитектонски облик, како некој да сака да го бандеризира сталинското наследство на Советскиот сојуз, но сочувувајќи ја целата естетика. Моите разговори со луѓе кои што се денес за жал на двете страни на фронтот, а инаку прекрасни интелектуалци и како луѓе во секој поглед, сведочи токму тоа дека едните и другите земаат од социјалистичкиот реализам, едните го толкуваат во бандеровски клуч, а другите го толкуваат во сталинистички, неосталинистички клуч. Каде е сега овде проблемот? Овој харизматичен модел, според Вебер, е наследен од рационално легалистички модел, односно модел кој што е многу повеќе рационален, а помалку ирационален, помалку волев, помалку поетски,
а повеќе математички би можеле да речеме. Овој модел на колегијалност, модел на еден успешен тим, модел на меѓусебна соработка, на поделба на функции каде што секој е добар во она, зашто е една врста на стручак во потесна смисла. Значи, тим на експерти и тим на луѓе кои што ги делегираат своите можности, своите желби, токму на такви кои што можат тоа да го остварат. Овој рационален модел е супериорен во однос на харизматичниот, исто како што харизматичниот е супериорен во однос на традиционалниот. Гарибалди секогаш ќе го победи папата, исто како што Гоце секогаш ќе биде главоболка за било кој султан, па макар и да владел на 3 континенти. Моделот кој што е авангарден во времето, но авангарден со идеите, авангарден во концептот. Значи, оно што го рековме за оружјата. Имаме оружје генерација и пол до 2 пред другото. Доволно да се сетиме на војната на Мусолиниева Италија со Етиопија во доцните 30-ти, каде што храбрата етиопска војска сепак не можеше ништо против авионите, тенковите и боевите отрови на велесилата Италија. Слично и овде ние имаме општествен модел кој што е во се супериорен во однос на оној претходниот. Имаме модел на едно модерно време кој што ги дотепува остатоците на феудалниот модел. А овде имаме веќе една современа, рационално, легалистичка форма, јас би ја нарекол во голема мерка менаџерско, техноцентристичка, технократска и дефинитивно чедо на современото постмодерно доба, кој што ја напушта големата нарација на големите идеологии, марксизмот, конзервативизмот, либерализмот, националната идеја, значи моделите на Гарибалди, на Маркс, на сите оние големи мислители на Хегел од тој голем 19 век, и наместо тоа имаме конкретни решенија на конкретни модели. Овој модел ќе се јави кај Рузвелт, Нью Дил, со неговиот траст на мозоци, каде што ги зема токму од тие универзитети на Айви Лига, најдобрите стручњаци, најдобрите луѓе, ги зема од Германија, например, сите оние мигранти, исто како што прават атомска бомба со Ајнштајн, со Ферми, со Нилс Бор, на ист начин прават општествена атомска бомба, и во тоа американците, без оглед што мислеле за нив, се број еден во однос на сите други. Како во однос на стариот континент, на старите империални сили, било се поразената Германија, било се победничките Франција и Англија, така и во однос на Советскиот сојуз. И ова бомба ќе биде токму тој нов тим, тој траст на мозоци кој што постепено преку Ајзенхауер и Кенеди, веќе во времето на триумфот во студената војна ќе стане норма. И затоа имаме слаби председатели од тип на Клинтон, од тип на Обама, од тип на Буш помладиот, например, кој не знаеше ни двоглед како се отвара, а беше врховен командант на таа силна војна машинерија, но од друга страна имаме силни администратори. Зошто? Затоа што денешниот водач се повеќе се претвора во една врста на политички менаџер. А тој политички менаџер не е оној харизматичен водач, не е оној крал на плоштадите кој што држи говори и на тој начин постепено се пробива до власта. Сите тие харизматични водачи се добри говорници. И Ленин, и Хитлер, и Черчил, и американските председатели, например, од Линколн преку Теодор Рузвелт токму до Франклин Делано Рузвелт и до Нью Дил. Но во тој момент харизмата се повлекува пред разумот, се повлекува пред експертизата, се повлекува пред тимот. И овој Dream Team, слично како во NBA, секогаш е супериорен во однос на оваа не толку јасна аморфна маса на следбеници на харизматичниот водач. Земеме само еден пример за да сватиме со што ние се соочуваме. Денешниот судир во Украина, кој што неколку пати го спомнавме, не е толку резултат на председателот на Русија Владимир Путин како харизматичен лидер, затоа што харизматичните лидери и таму завршуваат таму некаде меѓу Брежнев и Горбачев. Повеќе на Владимир Путин како успешен политички менаџер, кој што успешно игра меѓу неколку врсти на експерти. Експерти во одбраната, експерти во дипломатијата, експерти кои што го творат јавното мнение. Без овие последните никогаш немаше да го подготви народот за оваа опасна мисија во Украина и никогаш народот немаше тој товар да го земе на себе.
туку и натаму ќе беше некој транзицијски народ кој што ќе живееше меѓу желбата за брз успех, значи многу слично како и овде, ние сме сродни општества и некоја нејасно дефинирана носталгија по империјалното минато. Но кога успешниот политички менаџер го победи харизматичниот водач, се случи една промена во која рационалното дојде на дневен ред и тоа рационално создаде една нова Руска Федерација. За ова ние не мораме да шпекулираме врз основа на разни од тип рекла казала, подкасти, не знам, некои колумни во Дневен печат. Доволно е се повикаме на еден од мозоците кои што стојат зад Владимир Путин. Тој е Модест Колеров. Би можеле да го наречеме еден од идеолозите на новата Руска Федерација. Човек кој што е уредник и основач на една од водечките руски новински агенции, но оно што е многу поважно. Човек кој што како професионален политички историчар го преформулира и пребрендира Сталин, сталинското наследство во еден нов модел за 21. век. И тој човек рече, новата Руска Федерација ќе биде на сосем нови основи, препознатлива токму за новото време. Тоа е тој рационално, легалистички момент во кој што Русија влезе со Путин. До тој момент ние се соочивме преку невладиното општество. Но за тоа повеќе во следната епизода. Бидете ми здрави и живи.